нема можност убаво да се наспие навечер, односно ноќе, а ноќниот сон итекако е потребен. Посебно кога станува збор за оние млади мајки, односно со мали бебиња, дечиња кои што баш во вечерните часови па и не спијат. Но тоа треба да го промените затоа што буквално се создава тој немир и нефункционалност на целото семејство со низа проблеми и последици не само за бебето, туку и за родителите. Но малку повеќе на оваа тема ќе ни открие и разговараме со Сања Ѓорѓева, сертифициран тренер за спиење. Сања, најпрво добро утро и добре дојде. Добро утро. Како се наспа? Одлично. Наспана мајка на 2 деца. Така, реалноста е поинаква кога станува збор за едно и за 2 деца, но драго ми е малку на нормално на шеговит начин да го започнеме разговорот. Не, јас би сакала буквално да се запознаеме со професијата тренер за спиење. Од каде мотивацијата да одбереш на ваква невообичаена пред се професија? Па само по себе дојде некако прв пат кога станав мајка пред скоро 6 години. Улеснителна околност беше тоа што јас веќе претходно се занимавав со истражувања за сонот, веќе имавме основано фирма која што се занимаваше со истражување на сонот, но на повозрастните. Како што се роди малото бебенце, дојдевме до потребата нормално да ни се реши на нас сонот после многу непроспани ноќи. Така стапив во контакт со Ким Вест, која е доста позната во цел свет, работи повеќе од 30 години со проблемите со спиење, има основана школа во Америка. Значи стапивме во контакт, најпрвен секако го завршив тренингот со моето бебенце и откако ги сватив бенефитите и сите поволности кои што ги добиваш од преспаните ноќи и бебето и ние, одлучив и јас да се посветам на таа професија. Буквално си имала предизвик и пред се да се испробаш со самата твоја нова професија на како ќе функционира тоа во пракса на твоето бебенце. Тоа е реален проблем кој што го имаат многу родители, бебето не спие во ноќните часови, а со тоа се нижат и проблеми во начинот на кој што функционираме, односно оние обврски кои што ни следат во текот на денот, дали ќе имаме можност да ги нормално извршиме сите тие, па буквално сакам да те прашам кои се најчестите проблеми кога станува збор за неспиењето на детето, односно на бебето во ноќните часови? Значи, многу често зборувам и пробувам да им објаснам на луѓето колку е важен сонот за здравието на децата. Значи, тренингот за спиење, сонот на децата не е само колку да се наспијат мама и тато, како што многу луѓе го мислат. Тоа е пред се многу важно, исклучително важно за здравието на децата. Како што е здравата исхрана важна за здравието на децата, така е важен и сонот. Неспиењето кај дечињата може да предизвика и многу други последици, например многу намалена концентрација. Децата кои што не спијат се со многу поголем стрес, понервозни, склони кон дебелење и така натаму. Од друга страна, родителите кои што се соочуваат со непреспани ноќи поради нивните дечиња, исто и кај нив намалена концентрација, поголема нервоза и целата таа една состојба во семејството не е убава. И најчесто родителите ме контактираат во момент кога ќе сватат дека веќе не можат вака да функционираат и кога сваќаат дека не се целосно посветени на своите дечиња и не го даваат најдоброто од себе само поради уморот. Во тој момент ќе не контактираат и за среќа до сега успешно им го враќаме сонот. Како оди соработката на буквално ти како тренер и родителите од друга страна? Значи, јас како тренер работам директно со родителите, не работам со дечињата. Тие се должни да ми, значи, правиме една целосна анализа, историја на детенцето, како спиело порано, дали има некој здравствен проблем или нема. Доколку станува збор, значи, за здравствен проблем, се прави анализа прво да процениме дали станува збор за здравствен проблем или е некоја навика. Доколку е здравствен проблем, тогаш се консултираат со соодветни медицински лица. Доколку станува збор за навика, до сега најчесто е навиката на проблемот за непреспаните ноќи, тогаш правиме програма и правиме 24-часовен план и ред и распоред од тоа како треба едно дете на одредена возраст да спие во текот на денот, кога треба да заспива навечер и на кој начин да го научиме да заспива само, бидејќи најчест проблем за непреспаните ноќи од една страна се несоодветен дневен ред и распоред, или многу спие во текот на денот, или многу малце спие за негова возраст, па доаѓа до премор, а целиот премор влијае на ноќта. И уште една најчеста причина е начинот, односно неможноста да заспијат сами. Најчесто заспиваат или со цицање, со нишкање во раце, со млекце, шишенце млекци и така натаму. Значи ние правиме еден цел план
во кои што родителите дома го спроведуваат и ги учат да се заспиваат сами, да ги изостават сите навики кои што ги стекнале до тогаш. Сега морам да те прашам, сега нормално ќе се смени целиот распоред и на родителите, а воедно ќе го применат тој распоред на детето, се со цел нормално се спасат од тие непреспиени ноќи. Кои се предизвиците со кои што ќе се соочат самите родители веќе кога ќе пристапат на самата програма, односно целокупниот нов распоред? Имаат предизвици посебно со промената на целиот дневен распоред, бидејќи многу често се случува дечињата со кои што работиме да заспиваат во 11, во 12, во 1, да спијат до 11 наутро. Значи ние правиме еден целосен распоред, односно го гледаме природниот прозор на спиење на децата, го гледаме нивниот внатрешен часовник и тоа од прилика значи спиењето навечер да започнува измеѓу 6 и 8. Тоа може да биде голем предизвик за самите родители. Меѓутоа, на почетокот кога почнавме, најголем предизвик мој беше да ги убедам родителите дека треба да заспие детето во 7 и не значи тоа дека ќе се разбуди во 5 или во 4 наутро и дека нема да сака да спие. Меѓутоа, сега веќе го надминавме тоа и сум многу среќна за тоа, така што кога ќе го добијат редот и распоредот, некако и самите им олеснува и гледаат дека многу лесно може да се придржуваат до тоа. И кога веќе ќе се направи еден распоред во кој што точно знаат во колку саат заспива детето, колку долго ќе спие, самите можат да си го контролираат денот во однос на распоредот многу полесно, отколку кога ќе биде без ред и не знаат кога заспива, каде ќе заспие, колку време ќе спие и така натаму. Некои навистина имаат среќа кога станува збор за спиењето на нивното бебенце, да спие во текот на целата вечер, преку ден да не чуди воопшто дека детето си игра, дека е расположено, дека не презаспива и да не плаши дека нормално детето не спие цела вечер, па да мислиме дека е нешто, не дај Боже, нели здравствено поврзано. Но редовни се и чести се коментарите на посебно на младите мајки дека се непреспиени ноќи, дека бебето буквално не е како по книга, како што велат нели и по младите генерации, функционира на сосема поинаков начин, заспива преку дена, 2 пати преспива таа дремка што се вели. Токму за таа дремка сакам да те прашам колку таа треба да биде вклучена во самиот ден, нели некогаш е потребна 2-3 часа бебето преку ден да си успие, колку треба тоа да биде нормално со оглед на тоа дека ми спомена во 7 дека веќе ќе треба и да ги легнуваат дечињата, бебињата. Дневното спиење е тесно поврзано со ноќното спиење. Најчесто дечиња кои што имаат проблем со дневното спиење не спијат и навечер. Многу често се случува родителите, сега, значи многу е различно, индивидуално е за возраста. Јас работам со дечиња од програмите ги правиме од 4 месеци до 6 години. Значи има еден период кога дечињата имаат 4 дремки, па се скратуваат на 3 дремки, па се скратуваат на 2 дремки, па 1 дремка и после веќе 3,5 години, 4 може да се скрати и таа 1 дремка, препорачливо. Значи, зависи од возраста, меѓутоа секогаш треба да ја гледат која е препорачаната бројка на дневни дремки во текот на денот и колку е препорачаното време детето да биде будно измеѓу тие дремки. Бидејќи ако е долго време будно измеѓу дремките, доаѓа лачење на хормон кортизол кој што го зголемува нивото на шеќер и со зголемено ниво на шеќер ноќното спиење многу се влошува или многу потешко заспиваат, дури и раното будење наутро пред 6 часот може да биде предизвикано поради несоодветен број на дремки. Дневното спиење е и такако важно. Многу е важно да внимаваат на тоа. Значи, на пример, ако бебенцето е 9 месеци или 10 месеци, тоа значи дека треба да има 2 дремки во текот на денот. Двете дремки да бидат подолжина од отприлика саат и пол една дремка, значи 3 сати во текот на денот од прилика да спие во текот на денот и навечер плюс 11 сати. Толку многу треба да спие во 24 часа едно бебенце. Навистина, тие се неверојатни суштества од самото нивно раѓање до начинот на кој што растат и ние растеме со нив, функционираме и се прилагодуваме на нивниот распоред, но не треба тоа да биде така. Навистина, кога станува збор за спиењето, треба да го прилагодиме бебето онака како што треба, односно да не спие во текот на вечерните часови, она што е најважно и за родителите, буквално за целото семејство и за самото бебе. Какви се, што се вика, методи употребувате, односно им предложувате на родителите кога станува збор за таа програма која што треба да ја применат? Дали нишкање, заспивање со некоја музика, читање нешто и така натаму? Кога почнуваме со програмата, најчесто нели се обидуваме да ги тргнеме сите навики кои што они веќе ги имаат направено.
Многу е важно 1 сат пред самото заспивање, и тоа многу често го кажуваме, посебно за потемпераментните дечиња, кои бидејќи најчесто најголем проблем со спиењето има доста темпераментните дечиња, бидејќи на нив им е многу потешко да се смират, да се исклучат од се околу нив, за да можат полесно да заспијат. Многу е важно 1 сат пред спиењето да има возможност мирна атмосфера. Значи телевизор изгасен, да нема гости, да нема бучева околу нив, едноставно да има возможност атмосфера во која што они ќе почнат да се подсмират. 15 на минути пред спиењето е многу важна таа рутина пред спиење, која што не треба да се занемарува, бидејќи посебно на темпераментните дечиња им е многу значајна. Под рутина подразбираме влегување во собата каде што се спие, овозможување на 15 на минути мир и тишина, дали ќе се чита некоја приказна, ќе се раскажува приказна или ќе се пее некоја песничка, мазење, милување, масажа за бебиња, доење овде, значи да се направи една атмосфера и точно секој чекор што ќе се превземе секој ден да биде исти, бидејќи само така, да, секој ден да се повторува и рутината и чекорите. Зашто само така ќе знае бебенцето и детето дека сега доаѓа време за спиење и полесно ќе може да се подсмири. Кога веќе ќе ја завршиме рутината, кога веќе ќе завршиме со целите припреми за спиење, тогаш почнува тренингот, доколку е потребен. Тогаш почнува тренингот. Кога ќе започне тренингот, се препорачува бебињата да се спуштат полузаспани во своето кревече. Од тука веќе започнуваме со разни методи. Методите со кои што јас работам дозволуваат родителот цело време да е присутен до своето детенце, значи во ниеден момент не го напушта, нели има метода на Фербер каде што го оставаш детето, излегуваш, па оно плаче се додека не заспие. Ние работиме со методи каде што родителот е тука до своето дете цело време и му помага низ целиот процес да научи да се заспива само во своето кревече. Бидејќи тоа е на крај целта, да научи да заспива во своето кревече. А често пати сакаме да си го милуваме бебенцето во рацете додека не ни заспие, дури и да заспие на нашите гради, па ние стоиме мирно додека не ли одспие неколку часа. Но тоа не е навистина правилно, треба да применувате различни техники, односно пред се да бебенцето научи само да си заспива. Во текот на овој период, кога владее пандемијата, буквално ти не застана со работа и сакам да те прашам колку е важен физичкиот контакт во однос на сега нормално ова онлайн функционирање пред се со родителите. Значи, за среќа никаков проблем не ни направи во работењето кризава. Во принцип, во Америка и во Европа сите тренери за спиење, 90% тренерите за спиење работат онлайн. Значи, немаат канцеларии во кои што ќе ги примаат луѓето, туку претежно работењето е онлайн. Јас сакав да почнам во свој простор, во простор кој што ќе биде опремен за сите и за контактот со луѓето, за познавањето, да биде поинтимен целиот тој момент. За среќа сега не сме во можност тоа да го имаме, меѓутоа од друга страна онлайн работењето исто се испостави многу добро и посебно мислам на родителите им одговара многу повеќе, бидејќи од дома треба да се вклучат и го немаат проблемот кај да го оставам бебето, дали да го земам со мене. Покомодни они се осеќаат од својот дом, се закажува само терминот, им одземаме, зависи од програма, дали сат, 2 сати, 3 сати, зависи колку ќе трае целиот тој процес. И многу им е покомотно од дома. Значи, во моментов не ни представува проблем. За жал, другите активности кои што ни беа предвидени во центарот не можеме да ги оствариме, меѓутоа ќе почекаме подобри премиња. Да. Така е. За самиот крај би сакала нормално еден твој апел до сите сегашни, но и идни мајки. Внимавајте на редот и на рутината на дечињата, поставете им правилен ред и рутина, внимавајте на дневните дремки и ве молам заспивањето да биде најкасно до 8. Сања, ти благодарам навистина за твоите совети, пред се и за разговорот кој што го имавме во изминативе 15 на минути, затоа што се добредојдени и драгоцени. Секако овие методи, начини кои што и самата ти ни ги презентира, ни ги промовира, ни ги кажа за идните мајки и за сите оние мајки кои што имаат проблеми со неспиење на детенцето, посебно во ноќните часови, а тоа и како е важно. Ти благодарам. Благодарам и на вас на поканата. Голем поздрав до сите гледачи.